плаќат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се Почитувани театарски пријатели, ова е таа книга која се именува Еринии. Објавена е пред 14 години, значи 2008 година. Се вика Еринии. На предната страна е написна црква во предградието на Солун на македонски јазик. Преобрати сме храм на Мајката Божија и така натаму. Освети сме, преврати сме, а на задната страна е баница каде што е убиен Гоце Делчев, селото и камбанеријата на црквата. Еринии по македонецот, бела книга за борбата на македонизмот. Оваа книга ја помогна Министерството за култура на Република Македонија, значи 2008 година. Од тогаш до денеска сме 2022. Значи 14 години ние не сме добиле книга. И јас ќе ви прочитам за слава на Семокниот Бог Исус Христос, за слава на македонската култура, која е дарувана од Бог. Господи, умот и срцето отворини ги. Еремија, старозаветен пророк, чии мошти ги пренел Александар Македонски во Александрија. Свети Еремија, христијански светец заштитник од змии. Театарот е идентитетот на еден народ. Македонија е лулка на европскиот театар. Почитуван читателе, настаните кои следуваат се дел од нашите состојби, предговор, со нашата земја, постоењето и културата македонска. Секогаш кога сакавме да создаваме и даруваме македонска култура, од спротива имаше безбожна сила, која се обидуваше да не сништи и ничкоса. Македонизмот е дарување на духовна светлина. Како македонци покрај светоста и величието и славата на измилени умите, дарувано од Семокниот Бог, имаме и дол кон таа состојба. Токму затоа ја објавуваме оваа книга, оваа бела книга на македонската култура. Нека ве облагородат словата на Бога наредени во книгава. Господ нека е со сите нас. Сите личности и настани создадени во неа се случуваат во Божјо време. Секоја сличност или препознавање на настаните со земново време нека биде по волјата Господова. И видете, тоа е таа книга и сега ќе почнеме. Му побараа пари за државјанство, 10-та страница. Куќата ја урнаа. Баба Мирилка отпатува кон Бога. На тоа место бетонски столбови го грдат просторот. Во таа трошна куќарка зимата 1997-та би родение на едицијата Лицеум. Таму се создаваше првата книга Друм за Македонија. Таму ја однесовме даруваната компјутерска опрема на Благој Христов од Виена. Трупаше снегот зимата 1997-та. Го чекав Игор С. пред зградата на МТВ и потоа одевме во населбата Кисела вода и така се создаваше книгата. Оваа година, 2008, изледе од печат 26-та книжка. Патот е полн со искушенија, со верба, надеж и посвета. Треба да се издржи ако си тргнал до следноста. И Благој Х. Христов побара македонско државјанство. Тој по потекло од Јаново Пирин. Не му дадоа нашите, му побараа мито. Потоа отпатува кон Господа. Телото му почива во Јаново, на падините на гордиот Пирин, духот му вишнее на Олимп. Некои луѓе имаат дарба од Бога да даруваат со своето срце и душа и за нив вреди да се продолжи борбата. Ти благодарам
О, Господе мој, Исусе, за тоа му побара мито на македонецот. Еј, бедници ниски. 13 страница, ако спориме за идентитетот, се фатиле во ракле двамина театарски ветерани од социјалистичкиот македонски театар. Се фатиле и спорат, војуваат. Причината е каде почнал македонскиот театар, во Битола или во Скопје. И така по-нашки, по-македонски војуваат. Во некој период време спорот би бил беззначаен. Што е толку важно во кој град се родил театарот во Македонија? Нели? Голема работа, дали тоа било во Битола или во Скопје, нели и двата града се наоѓаат во републикава. Но во контекстот, во насоката на негирањето на нашите соседи, на македонскиот национален идентитет, кој за името, кој за знамето, кој за јазикот, кој за народот, нели дали суштествуваат македонците, прашање е сега. Во таа насока мош не е важно дека театарот во 20 век на македонски јазик почнал на македонски јазик, може би со Војдан Попѓорѓиев Чернодрински во Средец, денешна Софија. А пак во Стара Македонија, во Древна Македонија, во Античка Македонија, во Изворна Македонија, како автохтон народен процес, даруван од Бога, театарот е почнат во Дион, светиот град на македонците под Вишниот Олимп. Се друго е сурова скрб и утеха, ако спориме за идентитетот, за тоа што сме. Ние денеска го имаме и Кокинскиот бронзен театар, каде се случувала најстарата обредна драма Хиерос Гамос, Небесен татко, земна мајка и родение, повторено во Дионисовиот театар Деус Семела и Дионис, и овоплотено во безсеменото оплотување, доаѓање на Исус Христос, нашиот Спасител, во дух оплодена Дева Марија. 15 страна, Мавај по магарињата. Ги затеко во изден тие двамина, новиот министер и поранешниот министер за култура. Првиот имаше кисела насмевка, вториот за прв пат по долго време ја немаше насмевката. Кому му се стемнило, кому му се разденило, со поранешниот војувавме доста време и на крајот се разбравме. Со новиот 3 години не добиваме премиера и ни го укина работното место. Браво, вре, јунак тој, бе, море, кој ни го отвори поранешниот. Секој во своите заблуди и недоветности, еден закоравен марксист и социјалистички гален хедонист. Стани, Аристотел, земи една ластегарка, мавај, удри по магарињата, удри безмилосно по магарињата. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Трулите фестивалски дувла, 15 страна. Го сретнав театарскиот зајко во автобусот, кој возеше на кај градот под Маркови кули, на кај театарскиот град положен во светата Пелагонска низина. Таму некаде, каде што се наоѓа светилиштето на Тиха, мојата именителка. Го слушам неговиот глас на радио, вели дека на Војдан Чернодрински театарскиот фестивал се представиле сите театарски книги напишани меѓу двата фестивали. Оној ланскиот и овој овогодишниот. Му велам, што си пишувал ти за нашата представа, за Зајдисонце? Имам јас право да пишувам, ми одговара. Сега ти беше исплашан. Сигурно дека имаш, ако го почитуваш новинарскиот кодекс за вистината на веста, му срочувам. Ете, баш сега пушташ лажна вест за представување на книгите на фестивалите. Не се представени сите книги.
ја нема она на едицијата лицеум на скрб и утеха. Останаат зборовите да дзунат. Молчи и ме гледа. Има доза на страв да не ме наваса скрпта на Ристо Шишков, па да добие нешто пожестоко од укорот. Нешто што ќе го натера да не си игра криенка миженка со театарската фаланга. И така, нашата книга се делеше подмаса на Прилепскиот театарски фестивал. Која книга? Не знам. Од 10 издадени книги на едицијата Лицеум, меѓу кои 3 превода на македонски јазик на театарската класика, како например книгите на Питер Брук, Ли Страсберг, Лоренс Оливие, ни една, ниту една, no more, ничио дата, не е представена на двата македонски театарски фестивали. Мој Шекспире, нешто е труло во фестивалското дувло. 18 страна Ерини и книгата 14 години, пред 14 години, после тоа не добивам книги од Министерството за култура. Им благодарам бидејќи ме подсетуваат дека не сум од овој свет, му припаѓам на семокниот Бог и не сум зависен од паднати луѓе без љубов. Пилето со мустачињата. Пилето работеше во Министерството за култура. Беше со години важен фактор кој не гледаше од озгора, не вардеше да не ја расипеме просечноста и застоената вода во македонската социјалистичка мачурлива култура. Токму пред да го сменат, оти беа дојдени другите беа дојдени да ја владеат културата наша македонска, се јавил во Кит салонот 1919 и ни го земал терминот за генерална проба пред премиерата. Сцената му требала на синчето негово со гимназиската представа. О, неразбрани галатјани. Потоа јас се јавив во салонот, му го најдов домашниот број по трета линија, му се јавив и му се издрав онака дека нема да ја земе сцената па мајка Јана и дека ќе се јавам кај премиерот ако треба. И се, по половина час ми се јави лично силниот со мустачињата, културен деец, ми се извини и рече дека се ќе биде во ред. И така. Пиле ни едно со мустачињата. Ти смрзна душичката, на премиерот не му се јавив, ниту број му знам, ниту сум му некој близок, ниту ми паднало на памет таква работа на ум. Само ми пукна филмот. Од повеќе годишната ми дружба дојди Ристо Шишко и помогни. Исусе на помош. Отепај неколкумина за да не морам да ја минувам македонската скрб во порабената ни култура. 19 страница, нискоста на еден даскал. Пазете сега. Ете зошто не ти дават понатаму книги, си ги распалил сите. Па да, јас му служам на вистината, на Исус Христос и на македонската култура. На рафтовите во книжарницата се сретнаа двете книги. Онаа на учителот и онаа на ученикот. Тоа бе само метафора на нивната делбеност и поделба. Со години не сме размениле ни збор, иако работиме во истата образовна инстанова, мислам дека не се согласуваме со тоа што е и што не е театар. Но ете на тој рафт, една до друга, нашите книги тихуваат, се гушнале. Потоа тој беше амбасадор во Софија. Јас со скрби и утеха биев битка по сртовите на Пирин со службите на бугарската милиција. Се обидуваа да не сопрат да играме театар за македонците во Пиринско. Не успеа проклетниците. А амбасадорот си седи таму на меко и топло и си молчи.
Ни кажаа дека бегало Сдруженијата на македонците во Бугарија како од чума. Веројатно тоа е нашата конечна разделба. Ниту тој, ниту јас повеќе можеме да си кажеме нешто. Мислам дека припаѓаме на две спротивставени категории. Духовно величие и материјална сласт. Кој за кога, кому му било дадено, мој професоре, нискост е да се срамиш и да бегаш од своите, од македонците. 20 страна, нова сила и енергија. Стариот Милчин беше чест соговорник на скарбизмот. Ме сретна под македонските липи на кеот на Вардар и ми вели: пишуваш во ВМРО-вски весник, ми пресуди. Еднаш се скрби против мене, друг пат ме утешува. Во Друштвото на писатели на Македонија ми вели: ги лажеш децата за Александар Македонски. Така, немаше влакно на јазикот. Ке те сретнеше и ке ти го втуреше зборот в лице, на сред улица или било каде. Знаеше и да вика ако треба. Ни јас не му останував должен, ке напишев ред 2 за настанот во неделникот Македонско сонце. Но најчесто нашите средби завршуваа со зборовите да ја продолжиме битката со театарот Скрби и утеха и да пишувам за Македонија и македонизмот во Македонско сонце. Кога ќе останевме сами и изморени, секогаш средбите со него даваа верба дека за Македонија и македонската култура вреди и е чест да се војува со негаторите и македономрсците. Биеш битка во Македонско сонце, ми порачува. Потоа заминуваше скрбен за својата татковина Македонија. Беа тоа средби кон кои возродуваа нова сила и енергија. Видете, тоа е таа книга и сега 25-тата страна, море дедо. Едноставно, тоа е како еден вентил, како еден филтер, што се случуваше со Скрби и утеха, каков притисок се случува со години, веќе 7 години ни даваат премиер едните, па другите, па третите. Море дедо. Имаше еден министер кој ни се имаше навртено, оти дедо му се чувствувал нешто друго, а не македонец. Го сретнав на скалите на Министерството за култура, му се обраќам за проблемот на нашиот театар. Скрби и утеха, се смее сладко. Господе напом, не ми даваше премиера до 3 години. Неговата нискост. Случајно ми беше и професор по филозофија. Тој поранешен марксист. Тогаш зборуваше со полна уста за демократија, слобода и другите категории по македонскиот филозоф Аристотел. Но важна улога во неговиот живот имало чувството на неговиот дедо, кој се чувствувал друго, а не македонец. Затоа не држеше на 3-годишен театарски пост. Потоа бевме единствен професионален театар кој му го укина единственото работно место кое го финансираше Министерството за култура. Тоа го сторија неговите пулени наследници. Туфле. Но ако имаше дел од македонската умност и светост како поранешен марксист и филозоф, ќе ја познаеше филозофската следбеност на синот на царскиот македонски лекар Аристотел, дека македонците пред 100 години морале да учат во бугарски, српски, грчки, руски училишта и да одат во нивните цркви затоа што своја сопствена не им давале. Така се произведувале бугари, срби, грци, словени од македонците. Просто како 2 плюс 2 се 4. Се разбира ако немате историска неупатеност и фрустрации на чувствата на вашиот дедо. Море дедо, те обрука внучето. Море дедо,
Море, дедо, ете зошто Македонија од главата си патиме поставувате македономрсци. 28 страна. Долгот кон Аристотел. На 34-тите театарски игри во Прилеп имам отидено. Не пуштаа да играме со скрби утеха, појдовме со Владо како наблюдувачи. Театарски квор, умпрофор. Земав збор и штом почнам да зборувам, ми го одземаат зборот. Мислеа дека ќе кажам за скрби утеха. Јас зборував за Шекспир. Беа актерите доајени, професорот и актер Вукан Тиневски и актерката Нада Гешовска. Кренаа глас во моја одбрана зошто не ми даваат да се доискажам. Им благодарам за тоа. Немав намера да зборувам за забраните на театарот скрби утеха. Сакав да кажам неколку збора за статусот на актерот во Македонија, за неговото мизерување на работ на екзистенцијата. Но ако не ми даваат овие кои го владеат Прилепскиот фестивал, тогаш терајте си по старо. Може би така ви е поубаво, актери мои. За жал, колеги не можеме да бидеме, не ни дозволуваат барем еднаш годишно да се сретнеме рамноправно на мајката сцена. Некои ниски социјалистички комедијанти. Во фестивалскиот журнал моите зборови за Шекспир ги извртеле и ги напечатиле наопаку. Некој што ќе прочита ќе помисли дека сум зборувал во празно. На тие разговори беше присутен еден гледач кој застана на страната на скрби утеха. Зборуваше каде е отиден овој фестивал, каде допрвин го водат. Секогаш ќе пронајдете човек кој ги кажува работите какви што се. Долг е тоа кон македонскиот филозоф Аристотел. Жед за правда и вистина. 31-та страна. Во Ново Коњско, крај Гевгелија, сме играле со Зајдисонце. Уште едно македонско село каде за прв пат се случува театар. Од прозорецот на сцената се гледаше грчката страна на Македонија. Селото е на самата граница. На сцената летаат две ластовички, влегуваа и излегуваа од нашите послани души. Ете затоа ги љубам актерите. Представата ја плати самиот Ристов Јован, македонец кој работи во Германија и му ја дарува на своето родно село. Беше уште една од оние театарски игри кои одзвонуваат долго во топаните на помнењето. По празненството седнавме и другарувавме под стариот даб. Ниту виното, ниту солзите на избрканите, расејани македонци по белиот свет, ниту границите преку мајка Македонија не успеа да ги сопрат ластовичките, да излегуваат и влегуваат во представата и да ја однесат пораката преку граничната меѓа, там долу, Беломорска Македонија. Летајте ластовички, носете ја светата македонска песна на своите леки Божји крилца. О, семокен Господи Боже, молебствие како миславо дихување. Носете ја преку граничната меѓа и оградата, сценската порака на актерската тајфа, таму во Диона града под Олимп, каде беше положен Орфеј, нашиот македонски претходник, како ластовичка и таа мисла со крилјата на надежта. 32 страница за актерското зреење. На 22 јули, како по некој строг аристотеловски ред, како верба и клетва настапува во првите чествувања по повод родението на македонскиот цар Александар. Организаторите се менуваа. Или беше Светскиот македонски конгрес, или пак Сдруженијето на антички македонци. Овој пат заедно со Светскиот конгрес скромно чествување се случуваше
во кафулето Александар Плац, кој едно време беше собиралиште на македонистите, а потоа му го одземаа просторот, го затворија, откако дојдоа на власт тие истите. Настапував со монологот на Александарот за Едисонче. Беше тоа уште едно духовно патување по стапките и метричките дамари на македонската светост. Ангелина Маркус рече дека го играм се подобро и подобро, нашиот голем и славен земен цар. Беше тоа повратно знаење за актерското зреење. 32 страница, зло кон својот народ. Министерот ми го побара текстот од представата. Дали на некој друг театар му го има сторено тоа? Не, ми одговорија службите од Министерството за култура. Дали предходно си има случајно вакво нешто со некој од драмските автори? Не, ми одговорија службениците. Еј, каква чест ми направи нашиот внучко. Море марксисту, каква чест ни имаш сторено, не издигна на тронот на жестокоста. Театар кого сака да го потисне по томори власта. Најдобар доказ дека е жив, сиров, жесток и полезен за своето време. Потоа го прочита текстот и ја повлече одлуката на Комисијата за театар дека ни одобриле премиера. Господ, и така не држеше 3 години без средства од Министерството за култура. За премиера. Немам ништо против ако се работи за квалитет, но не се работеше за тоа. Потиснатите македонски теми кои ги игравме на сцената се уште беа под превезот на забраната. Тој човек ја забрануваше потиснатата македонска историја. А тоа е најголемо зло кон својот народ. И 35-та страна за оваа сесија. Мостра за готвење или пријатен ручек НС или нешто ви чади НС. Со години никој не пишуваше рецензии за представите на нашиот театар. На прсти можат да се избројат оние кои пишувале за нас, како например Ангелина Маркус, Гоце Ристевски, но нашиот театарски силен Александар Ѓуровски, кој со години беше наш верен следбеник, советник и сведок на нештата кои се случуваа околу нас и со нас, ископа од својата архива критика за представата за Едисонце од Н. Старделова во спасанието збор од 6.4.1999. Составот има 19 реда збиени во стројна колумна, каде погрешно ни е цитирано името на театарот како скрби утехе. Потоа од актерите сум напишан само јас, за разлика од другите театарски состави. Таа вели дека на театарскиот маратон Мину Угриновска се прикажала представа недостојна за спомен на актерката. Потоа не нарекува ефтин националистички рецитал, училишна приредба со неинвентивност на сите нивоа и додава суд дека представата повеќе би функционирала како пародија доколку самата би се качила на сцената и би ја одиграла така како што си ја замислила таа. Па качи се на сцената, Госпогице, кој ти брани, си велам. Нели како рецепт за театар. Сега вака таа актерска тајфа која во составот не е спомната, одигра многу театарски бисти, преку 60 представи со култната представа за Едисонце. Имаме собрано голем број анкети од интелектуалци и обични граѓани. Новинарке Мину оставија да почива во мир, погледнија гредата која ја посадил слугинскиот образовен систем во твојата глава. Можеш да го прегледаш нејзиното интервју на Мину на МТВ, па ќе дознаеш многу за неа, за дејноста на Мину, тоа што и го пожелува на татковината, за нејзините ставови за та Македонија. Нека остане како повратен збор до Старделова. Несомнено,
Некои пишувачи така само бендисани и навејани со прочитани неколку книги судат за нешто што не им е јасно и си редат зборови во вреднувачки суд како да се работи за готвење ручек, како рецепт за театар. Несомнено, ако сето тоа нема врска со звучното презиме на НС, и ова е само една добра рецептура, мостра за готвење. Се разбира, сето тоа може да загори ако се нема пасија и страст кон сопствениот народ. Пријатен ручек НС, нешто ви чади во кујната. Интересно, дури и кујната се именува по името на својот народ. А вашата? И уште една, со тоа ќе го завршиме првата, 37 страница, средба на двете историски приказни. Во кафулето, во собраниската зграда, ме повика Ѓорги Котевски да ме стави со министерот за култура. Министерот ми беше поранешен професор по марксизам, човек кој со години беше проследуван од власта. И така не ни даваат премиера едно 3 години и Ѓорги како учесник на славните трибини Македонците од древнина до денеска и пратеник во собранието на Република Македонија се обидува да ми помогне. Стоиме пред асталчето, каде министерот пие кафе со тајфата од неговата партија. Се гледаме, нема повеќе од 2 метра растојание, Ѓорги разговара со него, тој ме цирна, ме виде, се смурти, не сака да ме прими и да ме сослуша. На неговиот астал седеше една жена која пред да стане пратеник, доаѓаше на представите на трибините на Скрби и утеха. Мислам дека штогаш рече за Зајдисонце, оваа представа треба да ја гледа цела Македонија. Зборуваше за Зајдисонце. Дури игравме една представа во Велес за неа на денот на жената. И придов да ја поздравам, ја заврти главата од мене како да сум дугинец. Маските паднаа. Еволуција од прогонет до цензор. Ме прегрна Ѓорги и ми се извини. Рече неколку искрени думи. Ке ги задржам за себе. Пак ги кажам. Бугараши се ми рече. Ги крена рамениците. Се ми беше јасно. Меѓу нашето заедништво се беше истопорила една друга историска приказна за потеклото на македонците. Она за дедото и внучето. Мани и фили, конјски опашки и кал од реката Истар. Братот Ѓорги го загуби животот во сообраќајна несреќа. Дај Боже, причината за смртта да не беше љубовта кон татковината. Сега, облагороден од факторот време, знам дека причината за потиснувањето на скрб и утеха лежи во нашата македонска определба. И едните, и другите. Исус не запишал, Македонија, македонци, дојдоа налбати сатански да речат дека нема Македонија, нема македонци, нема македонска култура. Има, затоа што тоа е дел од духовната волја на нашиот Татко Небесен за оваа земна приказна на земјава долина на сенка смртта, каде ние, македонци на македонски јазик, игравме театар, да донесеме светлина, да зборуваме за љубовта. Амин. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце,